22 кутии. 22 се надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро вечер, банкару. Во претходните две емисии, за жал, милионот многу рано го пронајдовме. Се надам дека вечерва ќе биде или доцна или ќе биде во кутијата на надпреварувачот. Како и да е, се надеваме на враќање на вистинскиот колосек, односно таму каде што ќе успееме да освоиме многу пари од цифрата на банкарот. Добро вечер, драги наши гледачи, новото издание на Сила и нешто започнува сега. Еден игра, останати отвораат кутии, а сите заедно сме против банкара. Да видиме кој ќе игра. Се презива Митановска, а штом е без В, погодувате дека доаѓа од Прилеп. Уште еден аплауз за прилепчанката Милена Митановска. Со кутија број 16. Милена, здраво, добра ти вечер. Здраво, добро вечер. Како си? Супер. Како беше додека играше? Убаво ти беше? Да. Ти за жал ти што ќе си одиш? Па, малку, да, сепак доаѓаш од Прилеп, тоа не е мала ставка, нели? Да. Но имаше среќа со добри колеги, со добар сопруг, веројатно, не знам, таму ако имало баба сервис, тоа знаеш ти малку позна ќе ни кажеш, бидејќи имаш две мали дечиња. Милена, зошто си дел од нашиот квиз? Па пред се, може не знам како и да звучи, но тие што ме познаваат лично, знаат дека имав преголема желба да ве запознам вас, вака лично да ве видам. Драго ми е. И да, и баш кога ми стигна пораката дека сум примена да учествува, му ја препратив на брат ми. И вика, конечно да ме клила да ја видиш поживо. Добро, види сега, драга Милена, јас и ти да си земеме една од причините, нели? Едно кафе, да, може. И да ги оставиме овие тука, нека си играат и ајде ќе се забавуваме. Да, може и така, ама првим парите да ги земим, па ќе одиме на кафе. Колку? Па, 333.000. Ајде, аплауз. Минимум. Да. Добро, Милена, како ќе играме начин? Имаме ли шема, Мајлија? Па да, некоја шема си имам така самата, да речам, немам ништо напишано, Мајлија немам. И така ќе видиме. Имаше добра интуиција, барем? Па искрено не. Добро. Важни бројки 16-ка? Не ми значи ништо. За чување? Па ќе видиме. Да, имам неколку, да, имам нешто. Добро. Милена, 16-ката твоја содржи, се надевам, милион. Се надевам 250.165 и не продолжувам натаму. Значи, останувам на мислењето и на надежта дека во ова 16 има нешто високо. Иако веднаш во старт ќе кажеме дека никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, како ќе ги отвориме кутиите во сумите во кутиите, ќе знаеме дека таа сума не е во твојата 16-ка. Така, никој не знае затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на сумите во кутиите. Нашите надпреварувачи, Милена игра како што сака и се разбира продава кутијата тогаш кога таа сака. Милена, дали си свесна дека е твоја вечер? Дека ти си звезда на вечерта? Дека сите ќе те гледаат? Свесна ли си? Па не си, нели? Да. Подобро да не си, ќе ти биде полесно. Дали имаш трема? Не забележувам, па ми е драго. Да. Одлично. Милена Митановска, кутија број 16, од Прилеп ни доаѓа како што слушнавте и дојде за минимум тројки, 333 или за милион. Прва рунда, 5 кутии. Милена нема трема, има бројки за чување, има силна поддршка, за кратко ќе ја представиме и почнува. Појли? Ќе почнам со кутија број 8. Татјана. Татјана, отвори ја. Браво. Кутија број 22. Илија. Илија, отвори ја. Браво. Кутија број 1. Веселинка. Веселинка развеселина. Да. Отвори. Среќа. А не баш. Но добро, 250.000 милион во игра, 100.000 не се. Кутија број 13. Олка.
Господја Олга, оваа за многумина баксузна, кај нас ретко е баксузна. Се надевам дека и вечерва има да биде. Се надеваме. Ајде, оле. Ето. Браво. 4 се отворени, Милена уште една. Кутија број 2. Симона. Ова Симончево, не ти е страв да го отвориш. Не. Ајде, Симона. Третја. Браво. Изгрешевме ако не ја отворевме, ама Милена навистина имаше неколку емисии, тоа една по друга. Така беше, Миленче. Миленче, Симона, колку отвори? Претходната емисија. Претходните емисии. Еднашка милиони, пред тоа еднашка сина, црвена ниско. Не би имаш и 250, мислам, два пати ја отвори. Само еднаш отвори високо? Само еднашка, да. И тоа милион. Ми остана во глава дека отвориш високи. Добро. Милена, одиграна првата рунда, само кажи ми, те молам 100.000 кој ти ги отвори? Веселинка. Веселинка. Зошто беше отворен кој број? Еден мислам. Да. Зошто ја отвори? Па така, како убав број, почеток да речам, мислев дека ќе биде ниско, но не е страшно. Ајде, Милена, кажи ми само накратко со кого си дојдена, а ти сами ќе се представат. Кој што ти да ми кажеш, па после се представат. Да, прв братучет. Кој? Зеленото? Да, добро. сопруг и брат. И брат, добро. Ајде почнеме сега од братучетот. Јас сум Никола, братучет на Милена. Така, од каде си, Никола? Прилеп. Од Прилеп. Сопругот? Јас сум Максим Тановски, сопруг на Милена. Максим. Да. Од Прилеп. Од село Врбоец, преселени во Прилеп. Врбоец е Прилепско? Крушевско. А Крушевско? Да. Да. Аха, сега ќе го објасниме. И? Јас сум Игор Радиновец, брат на Милена, живеам во Славеј, во близина на Прилеп. Сега, така ми испобунивте сега. Кои име, кај нивните имиња ми ги кажа, пошто имињата на местото од каде што потекнуваат, но ја тоа после ќе го разглобам после втората рунда. Сега да дочекаме првата понуда. Благодарам што сте тука заедно со Милена. И нема да му биде седна на банкарот со поддршкава твоја. Да. Добро ти вечер, банкару. Од оваа весела екипа. Готово. Голем поздрав до поддршката. Велики едва чекал да слушне кој од каде и зошто е. И сега до надпреварвачката Милена. Колку банкару? Добро. Со отворени 100.000, вели очекувани 7.000 денари. Кажи дали понудата не важи. Не важи, да. Понудата не важи. Она што е интересно, гледаме дека претходно отворивме дури 4 сини, тој момент не го искоментиравме. Само една, за жал, една од повисоките, но највисоките се во игра. Играме втора рунда, се надевам со 3 сини. Повели Милена. Кутија број 12. Андре. Андреј, отвори ја кутијата. Браво. Кутија број 6. Магдалена. Магдалена, отвори ја кутијата. Браво. А ќе тргнав да ти речам, знаеш, имаше неколку пати високо и викам, се ако зенет има ниско и стварно имаше ниско, затоа преѓутев, одиме со уште една. Види го екранов како ти изгледа, баш интересно. Да. Кутија број 4. Евгенија. А овие сега што ми ги избрза некако смислени ти си или сега ги одлучуваш? Па сега реално. Добро. Пошто да, имам нешто што мислам да чувам и овие други онака ќе ги отвориш на брзина. Некако, да, и па ќе видиме. Добро, во следната рунда нема ти дозволам вака брзо да отвориш. Само да отворим уште Евгенија во втората. Повели Евгенија. 35, добро, тие се тие убави, утешителни. Но се надевам дека вечера нема да имаме потреба ние од овие утешителни 35.000 или други утешителни суми, ако ва 16 се одржи нешто високо во незината кутија. Сега Милена, повели убаво сега да ми објасниш кој од каде е и зошто е. Јас сум значи од Славеј, добро, нели, родена во Прилеп, живеем во Славеј. Славеј, живеем, да, Прилепско. Прилепско село. Колку е да, оддалечено? едно прекрасно. Па некаде околу... Преубаво се вика. Да. Колку убаво се вика Славеј, браво. 13. Да не сгрешам, да, околу 13 километри. Од Прилеп? Да, од Прилеп, оддалечено. Добро. Мажена во Врбоец, тоа е Крушевско село, да, кој ќе Колку одите има на од кај Славеј Крушево, до сигурно. Врбоец? Па може би толку.
Околу 13 А километри. од Прилеп до Врбовец? Значи 25. Ето. А поише има, значи. Добро, во ред. И сега, девојка од Славеј, мажена во Врбовец. Таму си живеете со сопругот, твојот брат си е во Славеј. Да, ние во Прилеп живееме. А сега живеете Да, во Прилеп? веќе да, Колку време сте 16 години. Мислам како што се зедовме, така и Си толку живеете во време Прилеп? да живееме Добро. во Прилеп. А господинот Никола? Јас сум од Прилеп. Тој е Прилеп. Таму живееш? Да. Добро. Сега се е јасно. Да. Еве ги разјаснивме, како се вика, овие меѓучовечки односи и меѓуроднински односи. Милена, само ќе ми кажеш уште дали каде работиш всушност, како да кажеш? Работам во Жито маркети. Каде? Во Прилеп, во Прилеп има веќе 2 маркети, во кои сум исто така 16, скоро 16 години. Видиш 16? Да, вистина. Баш интересно. Добро. Имаме некои интересни податоци уште во старт. Дали тоа нешто ќе значи? Кој да знае? Ама 1.250.000 ти се во игра, банкару. Така е. И 65.000 ни се во игра, никако да ги споменам. Може. Вели одлична втора рунда и одлична втора понуда. Од 7 на 16.000 денари. Ќе продолжиме ли вака? Да, се надеваме. Понудата? Не важи. 16.000 денари. Нема да важи. Двете рунди се одиграни, отворени се 35.000, 100.000 и 1.000 денари. Она што е интересно, донела силна машка поддршка, ама просто не им се ни обрати. Да не сум јас, на луѓето нема кој да им се обрати. Сипер застана вака и одлучи да игра сама. Таков ли е планот или нешто и каков е договорот? Знај дека има добра позадина, позади Па грб. гледам ако јас има дека нешто, има. одма. Ама исплатливо ли е само да седите и да се смешкате без ништо да кажете? Продолжи, вака супер е. Вака супер е до сега. Така? Да, Што има потреба, ние реагираме. Ќе реагирате? да. Добро, нека биде така. Милена, трета рунда е на прагот. Треба да отвориш 3 кути. Ако отвориш нешто ниско, знаеш дека овие 16.000 ќе бидат многу повисоки. Повели. Број 7, Марти. Ете, веќе смислила. Јас зборам таа на кутии мисли. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Наистина некош се чувствувам како учителка, наставничка, знаете, деца на ти објаснуваш, ти гледа преку прозор таму нешто. Добро, која кутија? 7. Комшијата Мартин 3.000. Браво. Петнаестка. Може. Да видам. Каде? Кој број? Перица 15. 15. Ќе отворим. Перица, кажи нешто. Не сум опасен. Не си? Не. Вака опасно изгледаш да ти кажа. Не сум опасен. Значи, изгледот лаже, сакаш да кажеш. Отвори ја кутија. Иво право е. Перица, за сега ние видовита Зорка овде, односно за сега навистина игра добро, поточно отвора кутии кои што точно отприлика знае што има и секоја чест. Одиме со уште една. Ова ми се допаѓа, конечно малку подразмисли, се сврта лево десно. Јасмина 21. Поддршката. 21 може. Слободно може. Кажете нешто. Јасминат, кај беше ти? Од Прилеп. Аха. Ајде да видиме. Се знаете? Сега се запознавме. Аман бе луѓе, па Прилеп, Њујорк ли е? Голем е, Голем да. град. А? Голем град. Голем град, нели? Не, гледам во последно време кој да прашам по градовите не се познаваат, викам. Не оте Видиш? многу со коли се возиме и затоа. И не може да се видите. Не. Моторизирани сте. Ајде, Јасмина. Со среќа. Фала ти. Браво. Од Прилеп за Прилеп, сино. И ова се вика, каква беше оваа рунда, кажеме? Да сина Како ќе ја рунда, мислам. како ќе ја Или наречеме? не? Не е важно дали сина. Одлично. Одлично. Супер рунда, браво. И тоа пак ќе кажам потполно сама. Да. Ќе ни кажеш ли за случката која те запросувал господин Максим? Да, може. Ајде.
Нашите милени приказни. Да, па ние двајца работевме во еден маркет во Прилеп, кој што повеќе мислам Таму ли дека се и не запознавте? постои. Не, бевме веќе дечко и девојка и тука работевме. Добро. И А кај пошто се запознавте? Бидејќи сте Од Славеј. Свекрва ми од Славеј. Аха. Моја мајка му од Максим, нели Така. од Славеј, и таму се запознав. А, така. Се знаете одамна? Па мислам? да, уште јас како мала која ќе поминував покрај улица кај баба му и стално ми велеше дека таа имат егејско потекло и на нивниот нели дијалект темек ќе те земиме за Максимче. И јас Видиш? не, Видиш? А никако зошто не не сакаше тогаш? Дури Зошто нели што? поминував по таа улица пошто За да не стално те ме земат. задеваше. А после тоа? Ама ете, испадна, да. Добро, баш Се име интересно. не зарече, да. Така. И потоа ако се затвори маркетот во Прилеп, да речем не префрлија да работиме во Охрид, кој сака, пошто таму имаше маркет. И ние двајцата се решивме да одиме во Охрид, таму да работиме и беше и летен период и таман да го истераме и летото. Така. И излегуваме навечер и седнуваме, ме носи во еден ресторан, така да речам поскап ресторанов. И му викам, каде таму, колку е скапо, ние таму што ќе правиме сега. И демек дојде не сме да работиме. И не, вика сам, демек по една пијачка, нешто, и ајде, ама јас она веќе сосила неќев никако. Така. Седнавме, нешто нарачува дечково тука, и јас се стегам, леле, Максим вака кој прави би позади, да, оцени, да, бе. така е, така е. Колку се скапи да станиме. И? Двајца Демек додржа. треба, да, едно друго, да. Кажи Максим. Едва ја додржав, а сето ми беше организирано. А Торти. тие веќе сега што ни се кумој, еве ја користам прилика да ги поздравам, тие Така. веќе се испланирале како да биде, што да биде. И сега носи келнерот нешто така во еден ваган, нели, тоа поклопено. И си викам, сега шо носи уште ова ни фали ми. Кој знае колку е скапо ова? И само ко отвара и тоа торта со прстен, нели, омажи се за мене. И така јас целата вистина кај не знам што да направам. Кај ми рече да звака со се торта да замина. Ама зошто? Што ми кажеш, па у најскапиот ресторан сега најде тука. Чекај се, први да направи за Максим. Смешно беше многу, да, вистина. И после да, демек клекнува тука, народ сите се собреа, аплаудираат и немаше кај да бегам. Да, бе, да, само нек да се заврши. Слушај, Максим, зошто одлучи ти во тој ресторан и како успеа да ја додржиш таму? Ја разбирам, дошла девојчето да си заработи, сега Да. тука ќе троши толку Да, пари, да. кога сте биле млади. Па време беше, одевме бајџи време, долго време одевме, скоро 8-9 години одевме, бевме во врска и викам сега е време тама сме Моментот. Охрид, викам моментот е сега и да име и во Далга беше во ресторанов. Така. И викам блиску е езеро е плитко, викам ако Ако ми ме речи одбие, не, да рипнам тука да заминам. Планирали за тоа, да. Да се скрија. Така, и јас бев изненаден, не знаев дека музикава ќе дојде зад мене, ќе ни свира и А, тие ти веќе се и тие спремила, нешто, да, браво, баш убаво. И баш Преубаво беше беше. интересно. Ама гледаш како ќе се памети. Да, Како точно. Тоа се моменти што се Да, памети. тие моменти се паметат. Баш ми е драго. За ова убава приказа ќе добиеме и убава понуда број 3. Со двете највисоки банкару. Се забавувал банкарот и те носиме тебе таму покрај езеро. Поблиску до езерото ќе да ставиме. Не, брак, никој нема ти нуди, да не се секираш. Ова е понудата број 3. Очекувана, оправдана 30.000 денари. Наполовина од играта, со ваква игра, очекувано, други имаме и 6-5, имаме и 250, имаме милион. Не се поместуваат. Не, може и доди. Може, ја? Да, Да. Може да оди. Може. слободно. Ќе прашаме Милена. 250.000 милион во игра, 30.000 понуда број 3, кажи дали понудата ваши. Понудата не беше. Браво, Милена. Очекувано. И се надевам дека ова ќе ни се исплати поточно. Да се надеваме, Сега да. без брзање ќе ми отвориш 3 син или ниски црвени и ќе ги оставиш 250 ме кој што па на крајот на денот. Момци, имаме ли нешто високо во оваа 16-ка? Да, јас мислам дека е висока цена. Браво. И јас мислам. Немам некој мислење искрено. И јас мислам дека има нешто високо. Четврта рунда за Милена. Кутија број 9. Стефан. Стефан.
Отвори ја кутијата. Со среќа. Добро е. 10.000. Кутија број 3. Билјана. Билјана, отвори ја кутијата. Сакам Да. да кажам битола. Веселинка, да. Вратка. Нели? Билјана, од кај ја извади? Кај го извади милионов сега? Штета. 250.000 во игра, нека останат. Кутија број 10. Господинот Николчо ни е нов. Да, Ајде, представете се. Тасев Николчо, пензионер Од каде? од Илинден. Од Илинден. Семејство? Па, сам съм сега внуци, бабата ми почина. А внуци? Внуци 4, имам 3 машки и женски. Нека се здрави и живи. Со што се занимавате, Николчо, пред да бидете пензионер? Ја бев раководител у Железара. Во Железара. А колку години имате? Па по твое што мислиш? 65. Да, Дали? 77. Ма дали? Тачно. Браво. Со здравје да си ги носите. Чулте Господ. Одлично. Николчо, отворете ја кутијата. Да видиме. Браво. Браво. Не, баш. Не, браво. Не, гледам дека се 250.000 и Да, реков да да, не ги да. отвори 250.000. Са што направихме? 2 високи отворивме, а? Да. А 3 кутии отворивме? 3. Да. Луѓе, 250.000, ајде. Момци, за тројката мислење некој имавте ли да ве прашаше, се искрено сега ме Јас прашам. мислам да ја отвори истото че Да, го и кажа. јас мислам да се отвори тројката. Максим, Мислам, немам некој мислење за тројката. тоа велам, немавте ништо Не. да... Како ти текна да отидеш на кај тројката, драга? Дали бегаш од некои други кути? Па да, Од веќе се кој бегаш? стеснува, Ајде, нели, веќе кажи од кој кругот. бегаш. Па не знам, 17, 18, Од нив, па? петка. Штета. Со милион во игра ќе имавме навистина ова е многу хубава понуда, зашто ти се парите, имаме ние 250.000, може би ќе ги земеме. Па да. Или ќе ги одвоиме, на што би ги потрошила, драга? Па не знам, може би за тоа што еве цело време работам како продавач и баш би сакала да имам собствена продавница. Така, собствено. Да. Каква продавница? Прехрамбена? Прехрамбена, да. Тоа е она што најдобро го знаеш, па долго време работиш. Да, да, да. А се уште работиш, Максим, и ти истото? Не. Не? Јас сум во училиште работам, хаусмајстер. Во училиште, значи веќе не си во ова прехрамбено. Не, се откажа. Ама ако отвори дуќан жена, ти Ќе ќе помагам, работиш. мора да помагам. Ќе мораш, така е. Добро. 250.000 мораме да ги чуваме до крај. Инаку, мој ти. Па не знам оваа тројка кај се најде, кај се запусти. Секако немало да ја чува, ама па сега Да, не. можеше да ја чува до последна рунда. Евентуално. Вели банкарот, веројатно греши со кутиите кои што ги, она што го кажуваме секојаш. Да. Видиме ли ваква ситуација, веднаш знаеме дека тие што ги чуваат имаат ниски суми. Една има во игра, да се разбереме, може би ќе се биде тука или во некој од тие кутии, ама да. Паѓаме на 16.000. Сега малку јојо, 16-30, 30-16. Ќе одиме ли повторно на 30? Да, Што тоа значи, надеваме драга понудата моја? дека не важи. Дека 16.000 денари нема да важат. И мислам дека ми имаме право да очекуваме да кажат барем по една кутија тројцава. Не мора да ги послушаш. Точно, да. Не мораш да ги послушаш, ама од ова што сега го гледаат, имате ли некое чувство, мислење? Јас би оставил 19. Да ја остави. Да. Добро. 18 јас. Да ја остави. Да.
Тука сме негде. А не кажувате што да се отвори, туку што да се чува. Петка на хасот. Добро, тој рековме дека не можеш да ги послушаш, што е твој Да, да. Максим. Се ако одиме со тоа стреча да ја чуваш тие, а обратно да иди, петка јас викам да ја отвори. Беше за чување петката? Па да, сакав да ја чувам. Зошто? Софија... Да се киргичките. Да, Софија и Игнат, од кои што Софија петка и 11 се нејзини броеви, мислам нејзиниот братие. Не се Се дали мешаме. стреча да ја чуваме или да ги И отвориме. затоа Вие одлучувате. Значи за тоа ги чувавте, Да, добро? да, да. Вие одлучувате дали ќе ги чувате се уште. Не знам, бидејќи имаме навистина една висока, не смееме да сгрешиме. Повели Милена. сега би отворила Анета 14. Анета. Отвори ја кутијата. Ајде. Така е, браво. Петка да ја отворам? А, петка? Петка звори. За која зборувате, кажувај За сега? петката. Аха. Софија рече, чуваш? Софија рекла петка и 11 да се чува. Па и стреча има Софија. Стреча има Софија. Максим, си за отворање на тие кутии, Викам, стреча има Софија да ја чуваме петка и 11. да ги чуваш. Да. Вие може знаеш дека може да значи дека Дека тој ја отворим. така е. Вие ќе се одлучите сепак, јас само потсетувам. И 11, Зоран. Ајде, Зуки. Браво. Браво. Таа среќата на Софија, да, во моментите кога е најтешко, да ве извлече. Сега за петката не знам. А имате и други броеви за 17. кој број, Никола? 17. Ќе го послушаме ли Никола? Не го искоментиравме. Што коментиравте? Не го А, не го искоментиравме. искоментиравте. Добро. Ненад, ти мислиш нешто? 21 минут, 20. Економиш 60. Сите ниски, а? Па, да се надеваме дека нема сега да му текне да отвора нешто високо. Ненад, Или 20. 20? Ајде 20, јас сум поише некако за 20. Ајде, 20. чекайте 20. малку. Другари. Може 20. А што е со 19-ката? Ништо посебно, Така ти дојде? да, така Да се чува? Да се чува. А 18-ката? Исто. Добро. Петката останува да ја чувате. Да. Во ред. Ајде, изберете која сакате, друштво. Отвор. 3 сини, 20? 2 црвени ниски и една 250 илјадарка. Пешки нема да си. Пресечи Никола. Ве од пешки нема да си одиш, шо и да отвориш. Така е. Ќе ме вратат назад. Ајде 20. Снежана, во твојата кутија се наоѓа една од овие суми. Ги поминаа сите, се одлучија за твојата, се надевам дека ќе најдеме нешто сино таму, кој ќе да знаеме што има. После После реклама. Одиме со реклама. Милена Митановска од Прилеп. Да не се објаснуваме сега кој од каде како, сепак се живее и работи во Прилеп. Работи каде, како ми кажа? Жито маркет. Жито маркет, добро. Со кутија број 16, во неја се наоѓа една од преостанатите суми. Може би 250.000, може би 20, може би нешто сино, не дај Боже. После долго мислење и премислување на одредени кутии се одлучија за кутијата со број 20 Снежана, која што стои таму сама. Снежана отворија кутијата. Многу премислувања. Како
Како остана 20-ката првин толку долго до сега? Случајно, не беше ништо. Не беше ништо, да. И од 5-ка, 19-ка, 17-ка, 18-ка, сепак отиде во еден момент, гледавте ваму, друштво, Никола до душа беше за некоја оваму, така ли беше? 17-ката и 20-ка. Да. Максим? Не бев јас, име 20-ката ми се гледаше за отворање. За отворање. Добро, Игор? 17 и 5, јас мислам дека. Ништо, погрешни кутии и сето тоа не однесе во една надолна линија и ниска понуда. Единствено не вадат 20.000 динари само да се во твојата кутија. Имаш среќа, се мислеа, се премислија и ја погодија. Да. 4.000 динари, Милена, ти сега понудата. Не важи. Понудата не важи. Играме до крај, тоа значи дека за жал, дури 3 сини. Дури 3 сини. 2 црвени, 20.000 субава сума, но се надевам дека се или во незината кутија или таа што би ја чувала до крај. Направивме грешка, ама тоа веќе нема поправање, одиме со следните 3 кутии. Со која ќе играш? Фиданчо 5. 5. Фиданчо отвори кутијата. А зошто кога ја отворивте, сега нормално не можам да не знам, притискам сега, нели спомнав. Секунда. Веројатно ви се среќни, меѓутоа вие И мислев во нареднава, така си мислев, тогаш да ја отворам, Тогаш да ја мислејќи отвориш. дека да. да, штета. Фина ќе беше како што си помислите дека сви се среќни и сега ќе имавме една понуда која што можеби ќе беше прифатена пред малку, ама тоа е. Така, да. Одиме со следната. Деветнаесет. 19. Да. Ајде 19. Јован, отвори. Така е. 30 динари, 7.000, 20.000, како ли се распределени овие 3 кутии? Во 17-ка, 18-ка и незината 16-ка. Интересна ситуација, 16, 17, 18 остана во игра. И 17 Ненат. Ќе биде отворен? Да. Ајде, Ненат отвори кутијата. Штета што, ајде да видиме само да не отвориш 20, не. Ете ја грешката. Ако не петката, можеше тројката да ја отвориш. Овој не, што беше бе, аман, 17-ка, не е важно. И сега имаме понуда помеѓу 7.000 и 20.000 динари, која што апсолутно нема да не се допаѓа многу јасно, меѓутоа, нели, таква е играта, такви се сумите, такви се понудите. Што мислите за 16-ката? Дали има барем 20.000 или само 7? За која за? За незината кутија. Јас мислам 20 дека има. И јас мислам 20. Јас 7. Ти се контра. Никако да се договорат. Не. Никако да се договорат. Мојти 3 емисии, имаш среќа, ама чекај. Ако има 20, може ќе ги удвои на 40 и ќе биде супер. $12.500 динари. Последната понуда. Ќе одиш со нив, со 7.000 или со 20.000 динари. Кажи дали ваши. Не важи. Одиме до крај. Секако беше одлучена да оди до крај, а мене ме интересира сепак што мислиш дека имаш во ова. 20. Отвори кутијата. Ако бидеш во право, ќе бидеме пресреќни. Немаме, ни 20 немаме. Ајде, Павлина, отвори твојата 20-ка. Имаме 7.000 динари, штета. Беше на добар пат да се опраиш кога отвори од малата кутијата. Мислев дека ќе имаме после тоа поише среќа, ама нема. Добро. 7.000. Можеме да ги удвоиме, преполовиме, исто, да добиеш бонус, а може и ништо. Дали ќе играме 23 АБВГД? Да. 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 АБВГД. Која? А. 23А, повели, драга. Ајде.
Да видиме. Дефинитивно, за сега имаме 7.000. За некоја секунда ќе дознаеме што точно имаме. Ништо. Ништо немаме. Крати. Ништо немаме. Ајде, аплауз за храбрата игра, играта до крај, игра каква што само банкарот може да посака. Ова е негова игра од соништата. Да си одиме без ништо, но ние можеби ќе си одиме без пари. Меѓутоа со многу енергија, убава, нели, и убави спомени. Аплауз за Милена, која што, еве, уште еднаш се покаже во играта дека една кутија е доволно да се промаши, потоа нема враќање назад. Просто не знам како отидовме кај Снежана таму да ги отвориме тие пари, но како е така е. Милена, за крај? Па за крај да имате многу повеќе среќа од мене. Да си играте така како што си мислите, макар што јас така играв, ама ете не беше... Нормално, па добро сега. Да. Би ги поздравила моите колешки на работа, нашиот регионален раководител и секторот од човечки ресурси кои што ми дозволија да доаѓам нели на снимањата. Мојата фамилија, фамилијата на Максим, сите роднини пријатели, а не има многу. Така. Да не заборавиш, некој пат ќе се научи. Игнати Софија. Игнати Софија, јас таму ги поздравувам. Да, и моите внуци Давор и Дино. И тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Милена, пошто ќе го паметиш квизот твоето учество овде? Едно убаво искуство, дружба и тоа. По многу работа. Да, точно. Многу ни драго што ти имавме во нашиот квиз, а жалиме што не му зема ништо на банкарот. Меѓутоа, одиш во еден преубав клуб, каде што има преубави луѓе, клубот ништо. Ти благодарам што беше со нас, Милена, и ти посакувам твојата желба да ти се оствари, да си бидеш своја на своето. Тоа е најбаво. Ето така, испраќаме Милена, незината одлична поддршка, која што беше вистинска поддршка, ама не многу така за бројките. Туку онака, како нели, кој роднина, кој супруг, кој брат, како и да е, благодарам што бевте со нас. Испраќаме Милена само со аплауз. Со аплауз и добро расположение. Толку банкарот дефинитивно малку здивна овие 3 емисии, но наредните 3 се надевам дека многу одработи ќе се сменат. Убава вечер со сите. Чао, чао.